Што треба да се случи за конечно Тен Хаг да добие отказ во Манчестер Юнайтед? Што уште може да се случи? Добре дојдовте во уште една епизода на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Ќе се фокусираме оваа недела на европските надпревари и на оно што не очекува во Фантази Премиер Лига. Ај прво да почнеме со Фантази. Значи, ова е мојот тим од минатата недела. Флеке на голот, 2 бода. Ај сега да не ги набројувам сите. Салиба, катастрофа, 0 бодови. Не знам, генерално слабо коло. Меѓутоа, Гвардиол, Салах и Воткинс ми донесоа доволно бодови, па затоа имам 64 бода. Да се вратиме на оно што го кажав минатата недела. Кажав дека ќе искористам wild картата, меѓутоа нема, сепак ќе почекам. Зошто? Имам неколку фудбалери, неколку играчи кои што имаат лесен распоред сега, особено ова кола, така да и доколку искористе wild картата, веројатно некој од фудбалериве, односно повеќето од оние што ги имам во овој тим, повторно ќе ги имав, така да не ја користам сега, ќе ризикувам, ако може да се нарече ризик, па ќе видиме како ќе поминеме овој викенд. Како што кажав, минатата недела не бев лош, 64 бода, со тоа што сега на лигата која што ја правиме заедно Overtime with TJ и sportski.mk напредував и сум 387. Тоа е негде напредок од, не знам, 150 места, така нешто плюс минус, не ми текна колку кој бев минатата недела точно, меѓутоа негде околу 150 места напредував, што е добро. Првиот минатата недела имал 108 бода. Значи го има Халанд, и тоа пази, Халанд имаше катастрофално коло. Замислете Халанд да одиграл добро, ама го имал Палмер. Тоа е тоа, 50 бода. Сега, јас уште пред да го снимам видеово, направив трансфер по грешка, така да само да ви кажам што направив јас. Место Роджерс ми беше Езе во тимот, го продавав Езе, на кој што му давав премногу шанси, и го земав Роджерс. Последните 2 меча одигра одлично, значи имаше гол, 2 асистенции, 7 и 10 бодови и мислам дека влага во форма. Сега игра со Манчестер Юнайтед, тежок надпревар, но пак од него очекувам многу овој викенд. И двајцата се од Астон Вила, и Роджерс, и Воткинс, и мислам дека Астон Вила ќе го тепа Манчестер, ама ќе видиме. Затоа нешто покасно. Добро, кои се предлозите за оваа недела? Значи, одиме во трансфери. Оние што следат Фантази Премиер Лига, гледам дека највеќе го купуваат во нападот Соланке. Значи, даде 2 гола на последните 2 надпревари, освои по 6 болови и прашање на време кога ќе почне да му расте цената. Влага во форма, така да ако ви треба напаѓач, земајте го, вреди 7,6 милиони, ефтин е се уште, ќе му расте цената, земајте го Соланке. Понатаму, збор 2 за најдобриот среден играч до сега на Фантази Премиер Лига. Палмер. Кол Палмер. Дечки го спомнав и претходно сега, 25 бода минатиот викенд, оној што ми бил капитен, 50 бода им донел, тој е речи си колку и што имав јас, сите фудбалери колку што ми донесува усвари. Не знам, земајте го, меѓутоа само за ова кола. Зошто? Планирате наредната недела да го продаете, затоа што сега Челси игра со Нотингем Форест, окей, лесно, меѓутоа понатаму имаат пеколен распоред: Ливерпул, Њукасл, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Ќе биде повторно најдобар, ама нема да го повтори резултатот кој што го имаше до сега. Не може против овие екипи да дават угу голови и да освојуваат угу бодови. Кого друг да продаете? Езе, кој што го продавав и јас, на кој што му давав многу шанси, поднатаму Жоао Педро кој што разочара и Исак од Њукасл. Овие впрочем се фудбалерите кои што се највеќе продавани минатата недела на Фантази Премиер Лига. Тоа е тоа од мене за предлозите. Овој викенд да видиме како ќе поминеме, па ново видео следната недела можеби ќе искористам и wild картата. Инаку, реално, викендов низ Европа нема атрактивни надпревари, нема дерби надпревари. Еден од поинтересните ќе биде Астон Вила, Манчестер Юнайтед. Сите почнаа да ја враќаат формата: Челси, Тотенхем, Њукасл, сите, освен Манчестер Юнайтед.
Манчестер се тера по старо. На 13-то место на табела со 2 победи, 1 реми и 3 порази. Минатиот викенд беа прегазени од Тотенхем. Дома 0-3. Статистички гледано Тотенхем требаше да тепе и повеќе. И сега повторно тежок надпревар и тоа на гости. До кога ќе го држат Тен Хаг? Значи, знам дека има премногу најавачи на Манчестер Юнайтед во Македонија, ама работава е за тролање. Тен Хаг, човеч. Ај нема везе. Астон Вила го тепа Бајер Мюнхен во Лига на шампиони со 1-0. Има двојка, ме заеба. 2 победи во Лига на шампиони на стартот и 4 победи во Премиер Лигата. 4-то место на табела. Ако тепаат сега со Юнайтед, ќе летнат на 7-мо небо. Имаат одличен тим, добри индивидуалци, во напад Воткинс и Роджерс кој што прави парче во последно време, така да се е некако на страната на Астон Вила. И мислам дека сега ќе тепаат. Ако не тепаат, барем нема да изгубат. Убеден сум во тоа. Други интересни надпревари викендов. Во сабота Реал Мадрид, Вилјареал ќе биде интересно, ама Реал Мадрид е фаворит. Понатаму во недела Фиорентина Милан во серија А, најинтересен надпревар на колото, и повторно во Шпанија Реал Сосиедад Атлетико Мадрид. Дали Атлетико ќе се врати после оној шокантен пораз во Лигата на шампиони од Бенфика со 4-0? Стандард, Премиер Лига, сите надпревари се интересни. Дечки, тука се одјавувам. Се надевам дека го привлековме вашето внимание. Следете ни понатаму, ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network, следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook, Overtime with TJ, и поддржете на. За брзо време ќе има нови видеа. Се гледаме. Чао!